Денес гостопримливи домаќини се секако општина Куманово и градоначалникот господинот Димитриевски. Целта наша е да продолжиме со промовирање на оперативниот план за вработување за тековната 2025 година. Сакаме да ги охрабриме сите кумановчани, посебно младите луѓе до 29 години, меѓутоа и сите категории невработени луѓе, да ги пратат мерките кои ги се произлезени од овај оперативен план и да конкурираат на нив. Ова година предвидени се рекордни 2,5 милиарди денари со оперативниот план или вкупно 40 милиони евра. Тоа значи 7,5 милиони евра повеќе од колку претходната година, пари наменети од буџетот и од владата на Република Македонија за вработување на невработените лица. Со овој план ќе бидат опфатени вкупно 16.500 граѓани на целата територија на Република Македонија и да ги повикам, еве кумановчани, сите невработени, посебно до 29 години, една од најатрактивните мерки, најекспонирана мерка, која има дадено и најголеми резултати, со 70% реализација до сега годините наназад, тоа е мерката самовработување. Конкурсот ќе трае до петок, да ги посетат просторите на Агенцијата за вработување тука во Куманово и доколку имат добра бизнис идеја да аплицираат за да можат понатаму да добијат одредени субвенции за развивање на нивниот бизнис план. Со оваа мерка има офатено 3 подмерки. Едната подмерка е за лица кои би се вработиле, би отвориле бизнис до 29 години, односно млади лица, каде што мерката изнесува вредност до 10.000 евра или за цели 4.000 евра повеќе од претходната мерка, од истата мерка претходната година. За лица над 29 години мерката е зголемена за цели 1.000 евра, односно 7.000 евра субвенции, и има трета подмерка, можност за здружување, односно формирање на друштво со ограничена одговорност, кога би се здружиле две млади лица до 29 години би добиле вкупно 20.000 евра, а доколку би се здружиле лица кои имат над 29 години, две лица во ДОО, тоаш би добиле вредност некаде околу 14.000 евра. Со ова мерка ќе бидат вкупно опфатени 1750 лица, од кои што 750 лица ќе бидат млади. Како што ќе излегуваат мерките и ќе се објавуваат, така ние транспарентно ќе ја известуваме јавноста директно во контакт со граѓаните, пред се да ги охрабриме да аплицираат, а на некој начин преку овај оперативен план да возможиме младите луѓе да останат во државата, а не како што беше пример во минатите години да заминуваат од нашата држава, посебно младата способна работна сила. Овој план има две цели. Едната цел е вработување на луѓе во постојани фирми преку мерката раст на постојаните компании, се вика мерка за раст на правните субјекти, и преку развојот на зелената економија, исто така вработување луѓе во постојачките фирми, секако само вработувањето, каде што преку отворен бизнис овие лица ќе бидат вработени, меѓутоа останатите мерки во оперативниот план се за обука, едукација, доедукација и зголемување на перформансите на невработените лица да бидат поконкурентни на пазарот на трудот во денешно време. Дали до сега има интерес во Кумановскиот центар за вработување и дали се имате бројка колку лица? Тука е директорката на Агенцијата за вработување, меѓутоа еве да кажаме на општа бројка на ниво на Македонија до сега е рушиме рекорди, се пријавени некаде околу 3700 лица, значи одиме кон бројката 4000, имајќи предвид дека конкурсот ќе трае до петок.